Од 1 август, инхалаторот Фостер повторно ќе се издава без доплата, а пациентите ќе плаќаат само партиципација од 280 динари. Ова следува откако цената на лекот нагло порасна од околу 300 на 1080 динари, што предизвика бурни реакции кај пациентите со астма и хронична обструктивна белодробна болест. Новата цена ќе важи откако аптеките ќе ги потрошат залихите набавени по старата повисока цена. За граѓаните кои во меѓувреме го купиле лекот по старата цена од 1080 динари, нема да има рефундација. Во аптеките веќе е достапен и Блоцета, лек што може да се подигне без доплата. Но пациентите не можат да го земат со извештај за Фостер, потребен е нов извештај од специјалист. Обезбедивме лек без доплата за корисниците на овој лек, тоа е Блоцета. Меѓутоа истовремено направивме притисок врз оригинаторот Фостер да размисли како ќе продолжи понатаму. Во една, мислам, веќе 3-неделна комуникација со нив, производителот на Фостер вчера достави соопштение дека прифаќа да биде во продажба во аптеките во Македонија по новата пониска референтна цена од 1915 денари, што значи дека Фостер ќе биде достапен без доплата за граѓаните, само со партиципација, и таа партиципација сега ќе биде 20 денари пониска, ќе биде 280 денари, бидејќи референтната цена на овој лек е пониска. Клековски вели дека намалувањето на цените очекувано наишло на отпор, бидејќи со пониските цени се намалуваат и заработките на фармацевските компании, но и маржите на аптеките. Во Фондот за здравство веќе стигнале поплаки од граѓани дека некои аптеки, па дури и матични лекари, одбиваат да им го издадат или препишат лекот преку фондот. Значи, ние имаме во договорите со аптеките предвидено казни за недостапност на лекови на позитивна листа, сите лекови, не само новите лекови. Значи, сите аптеки се должни спрема договор што го имат со фондот да се сите лекови на позитивна листа достапни. Повторно, заради скапоста на терапијата, во одредени случаи се толерира, пошто во малите аптеки Фостер го нема ни за приватно, нека го нема за рецепти. Покрај промените со Фостер од 1 јули, на позитивната листа се најдоа уште 3 нови лекови за разредување на крвта: еноксапарин, надропарин и ривароксабан. Тоа значи дека пациентите на кои им е потребна оваа терапија, лековите веќе можат да ги подигнуваат преку фондот, а тие се достапни во аптеките.